Добро утро во Обштествена сцена. Наши денешни гостинки се Весела Моловска и Марија Коробар, како да ве представам продуценти, менаџерки во културата. Поводот за ова гостување се вашите идеи, практично кои што ни ги представивте, па и на двете згради на улица Рузвелтова во Скопје, каде што изложивте фотографии, слики од 130 културни дејци од Македонија, уметници, други културни работници и така натаму. Јас како што разбирам, со една идеја да апелирате за повеќе уметност на јавен простор. Да. Inside Out е партиципативна платформа создадена во 2011 година од францускиот уметник JR. Тоа е всушност партиципативна платформа преку која со групна акција се испраќа одредена порака во општеството. Со прикажување на црно-бели портрети од големи размери, поставени еден до друг, кои што тие се практично на познати наши и уметници, и актери. Тоа беа всушност 134 поддржувачи на нашата идеја, за кое што всушност беше со пораката нека светлината од уметникот се одрази врз целата заедница, каде сакаме да подсетиме за важноста на културата, за влијанието кое го има во општеството, за потикнување на промени, прогресивен напредок и така натаму. Кој што би можело да го има. Кој што би можело да го има. Значи, вашата теза е дека всушност културата е неискористен потенцијал. Значи, не се искористени потенцијалите на културата. Па не сметаме баш дека не се искористени потенцијалите на културата. Значи, ние не можеме да кажеме дека ние немаме култура. Но станува збор дека ние имаме една малобројна публика. И сега оваа идеја на JR, која што е пренесува низ целиот свет, значи до сега е направена во 138 земји, има сериозен ефект бидејќи на една таква површина, тоа се огромни портрети на 135 на 90 се тие портрети и ги привлекуваат очите на јавноста. Значи нам ни беше битно веќе да ги привлечеме очите на јавноста и успеавме да го направиме тоа бидејќи секој што поминуваше се вртеше. Значи ние точно имаме култура која што се прави со институции, но сметаме дека на некој начин ни се многу институционализирани работите. И ние немаме онаа независна културна сцена која што сериозно функционира. Добро, имаме независна културна сцена. Сакам да продолжам. Не, како немаме, имаме, но таа функционира преку европските проекти. Значи, ние имаме европски донации, ние имаме многу уметници кои што не функционираат така, на кои што им е потребно да се ослободи на некој начин, бидејќи ние не можеме да правиме уметност со 500 до 1000 евра. Тоа се малку средства според вас? Тоа се сериозно малку средства. Добро, тој буџет на Министерството за култура не е неисцрпен и не е бескрајен, тој е ограничен, се знае. Ограничен е секако, да. Сега, кои се вашите искуства, вие имате живеено нели во Португалија, во други држави? Да, Мадрид, Италија, имам работено и учено и се. Да. Значи, кои се вашите искуства, како тоа да се промени? Всушност, да се прошири полето на културата, не само во овие институционализирани форми преку Министерството или па дури и преку независниот сектор во културата? Па, знаете, има еден момент кој што добро функционира во други држави. Например, не знам во Португалија, мислам дека не функционира така, ама Португалија, Италија, сите тие имаат веќе една сериозна база на култура и култура. Да, тоа се држави со сериозна и со сериозна традиција за култура и уметност. Но како и да е, ние мораме да излеземе од ова и веќе долго време, значи се провлекува оној момент за законот за донации и спонзорства кој што функционира само за спорт.
Значи, каде се културата и образованието? Тие се стожер покрај здравството, тие се стожер на едно општество, тие се прогресот на едно општество. А ние постојано зборуваме за прогрес, значи не е само прогресот влезот во НАТО, во Европска унија и така натаму, што се надворешните односи. Ние мораме да ги решиме внатрешните односи. А културата и образованието се на некој начин сериозен прогрес. Колку повеќе образован народ, колку повеќе кај нас на некој начин еве, мислам, ние сериозно се доведуваме до момент да културата е последно нешто на кое размислуваме ние за како прогрес. Нели има една самиот Черчил кога го прашале во однос на војната, каде да скратиме во финансиите, ајде сите предложиле да скратиме од културата и тој им одговорил, па зошто се бориме ние? Така. Добро, имате ли, еве го направивте овој проект Inside Out, нели, дадовте еден, како да кажам, еден апел кој што е видлив за очите на јавноста. Дали ќе продолжите во оваа насока, дали имате некои планови за понатаму? Па секако, мислам, секако би сакале Марија и јас имаме мал милион идеи кои што може да се разработат и да, во моментов спремаме програма која што треба да повеќе годишна програма која што сакаме да ја имплементираме. Значи, највеќе акцент ставаме на итноста и неопходноста на поддршка на уметниците и за нивно вклучување во општеството, поголемо вклучување во општеството. Значи, не за програмите, туку за уметниците. Тоа е веќе најголем акцент би ставиле на итноста за поддршка на уметниците во секој случај. Што значи тоа поддршка на уметниците? Поддршка на уметниците, па имаме некои идеи, да речеме, кои што сакаме да ги изтуркаме. Ете еден пример ќе дадеме за имаме идеја која што би сакале да се оствари. Пример за нова година украсувањето кое што на плоштадот наместо се доделува на фирми кое што дискутабилно како тоа све на крај изгледа, да се даде, мислам дека повеќе би било и поинтересно би било за граѓаните да тука бидат вклучени уметниците, да тие средства се пренаменат на некој начин, да се направат инсталации, мислам, тоа се уметниците кои што треба го смислат, тој дел се разбира. Меѓутоа, гледаме по светот како тоа функционира, гледаме дека тоа во суштина има успех, ефект, привлекува публика, што е за нас многу битно во моментов. Да, тоа сакам да ве прашам. Вие со овој проект што го направите на Рузвелтова, уште еден аспект на тој проект е всушност не само да го свртите вниманието на јавноста кон уметноста, кон културата, туку и да го свртите вниманието на публиката кон културата, бидејќи често пати се зборува дека и бројот на публиката што ги посетува и што се интересира и што ја конзумира културата е ограничен. Но тој постојано треба да се шири за да нели биде ова успешно. Да, и највеќе се насочуваме со програма која што ќе биде посветена на најмладите, затоа што сметаме дека ако сакаме да имаме во перспектива поголема публика, треба да се работи тука. Да, бидејќи не е од денес за утре процес, тоа е веќе стратегија која што долго на долга стаза треба полека да почнеме ние да работиме, бидејќи еве сега на пример се случуваат промени, имаме позитивни промени во законот за култура, но повторно јас ќе го повторам оној момент за данокот за донациите, спонзорствата, треба да се ослободат за да може уметникот сам да презема иницијативи. Знаете, да може да ги остварува тие идеи на подруг начин, бидејќи како што вели Максим Ристевски, кој што беше дел од тимот за овој проект, вели културата не е скапа. Скапо е таа да недостасува. Сега, потребни се финансии за да се направи нешто спектакуларно, за да ги привлече очите и за да може уметникот да се изрази слободно. Уметникот кога е ограничен со средства не може нема слободно изразување.
Нема. А потоа па да не зборуваме па за сите оние идеи кои што е вклучување, активно вклучување на публиката, на заедницата во креацијата на сите тие работи. Не зборувам за работилници, туку зборувам баш за креативниот процес на остварувањето. Мислам, јас да не зборувам за своето искуство што се немам работено до сега надвор на какви се проекти, но проектите во кои што сте вклучени тука во Скопје, секогаш ги собирате некако некои уметници. Јас сеќавам и за една куќа која што уметниците ја таа требаше да биде се сруши, сега е зграда каде што живеам, куќата на баба ми беше. Да. И таму собравте уметници, им дадовте слобода да нешто направат, нели, да ја украсат. Да, добро, тоа беше една мала за да не плачеме, да се радуваме. Бидејќи и тоа беше под една друга тема која што беше дека создаваме за еден ден самите на себе си да се уништиме, бидејќи мене никој не ме натера да ја рушам таа куќа. Таа дојде во природен процес, како дебармало, полека ја губи, влезе во сенка. И знаете, и тоа беше последниот, бидејќи секогаш сум правила забави, 14 јуни беше денот на забавите таму. Да. И беше како еден мал фестивал и уметниците да можеме да се изразиме, да ја наполниме куќата со уметност пред да биде срушена. Мислам, убаво е кога на граѓаните кога минуваат и гледаат уметност. Не треба да одат во театар. Не треба да одат на филхармонија. Ете, например, Скопје Лајт Дистрикт. Па, сериозно? Не знам кој прошета таму. Па тоа беше една разновидност од луѓе. На луѓето им е потребно тоа. Ама треба да излезе исто така тие буџети да излегуваат и надвор од институциите кои што може да бидат стварно ослободени преку и предпријатијата, фирмите, еве ова како што велите да се вклучат. Значи кога ќе ги вклучиме сите, тоа ќе биде како една снежна топка, се повеќе ќе се случува, но сепак е процес. Сепак е процес. Добро, се надевам дека нешто од ова и ќе се оствари во поблиска иднина, а не во некоја далечно замислена визија. Ви благодарам многу што бевте денеска гости во утрински брифинг. Ќе ве поканиме пак кога ќе имате некоја ваква интересна акција. А со ова тука го завршуваме овој прв дел од утринскиот брифинг.